може тоа колеши да одговорат, но можат да одговорат и на едно многу поконкретно прашање, вака директно да ги упатам јас, кој ви се јави за Кети Петкова. Така се прави изборот во оваа држава, така се напредува со јавување. Така вели Ленче Ристовска. Еден кадар што произлегува од тоа фамозно СЕО, и таа така вели. Така функционираат работите во оваа држава. Треба некој да се јави за да мрдне. И тоа не е слика само во обвинителството. Тоа се случува секаде. Затоа имаме ситуација со 1% доверба во судство, затоа има таму во правосудството околу 4 и пониско од правосудието, односно јавното обвинителство, уште понизок ретен, да ради вакви работи. Ради тоа што цел ден ние дискутираме колку лошо решение е жената, а при тоа не добиваме одговор. Едноставно се чека моментот за сложно сите присутни представници од власта се дигнат рака и да се изгласаат за нов обвинител. Затоа не се такви ситуациите. Бидејќи имаме ситуација кога имаме пред нас личност која што е разрешена ради несовесно и неодговорно работење. А сега истина таа со вашето гласање, доколку го спроведите, ќе треба да ја оценува работата на оние што си ја работеле. Конечно веќе кога прашуваме, на бази го најдовте ли CV-то или барем фотографија. Тоа е истата онаа личност во истото тоа обвинителство за кое што серија на луѓе беа збунети. Има збунета реакција и неверување од можеби нашиот најголем меѓународен партнер. За потоа премиерот што преходно го честиташе изборот да изрази збунетост. Па да ретерира, па понатаму цела влада да следува. Меѓу кои ќе спомнеме и вице-премиерката која што така дискретно се дистанцираше од оној кадар кој што го форсиравте за уставен судија. Збунети беа и реакциите кога ни најавија тим што треба да испитува корупцијата кај функционерите од страна на нашиот партнер. А зошто е потребен тимот? Бидејќи ово обвинителство не си ја работи работа. Бидејќи дојдовме до таква ситуација. Да чекаме некој од надвор да донесе, да спроведе истраги, а понатаму да очекуваме и можеби и правда од институциите кои што треба да осудува. Сега. Каква не е состојбата во оние што ќе треба да одлучуваат? Направили таму анкета. 70% од судиите во нивна анонимна анкета, 70% не веруваат во изборот на членови на судскиот совет. Истото она тело што ќе треба да биде баланс во правосудниот систем на обвинителството. Односно веруваат дека е пристрасен. Дали знаете каков поразителен факт е тоа? Луѓето што работат таму, што директно се соочуваат во секојдневието со работите како течат. Дали знаете кај нив дека малтене половинката сметаат дека има притисок од надворешни влијанија? Некој доаѓа и им прави притисок да донесат ваква или онаква одлука. И сега ние овдека во собранието се соочуваме во случај кога што некој тотално ноншалантно представник на власта ќе рече тоа е посебна власт. Посебна власт би требало да биде. Би требало да имаме независно судство. Но истите тие судии што треба да бидат независни, 20% од нив велат дека тој притисок доаѓа директно од владата, од извршната власт. И 14% од партиите. И немојте да мислите дека опозицијата што е под директен политички прогон, токму од оние што вршат притисок врз истите тие судии да носат вакви или онакви одлуки, би можела да врши притисок. Не, и овие 14% се партии од представници на владата, односно власта, се извинувам. 1/4 од судиите во нивниот суд сметаат дека колегите нивни, судиите во нивниот суд каде што работат, не се независни во одлучувањето. Што значи дека некој одлучува во нивно име. Да ви каже колега за некој што е сведок на секојдневни. И тоа биле очигледните флагрантните кршења. Или испорачени нарачки. Ова е многу интересен податок. Кога веќе збориме за влијанието на владата, притисоците, нарачаните одлуки, политичкиот прогон.
Судиите кога ги прашале колку често ви се случува ова, да трпите притисок од владата, од извршната власт. Половина, ретко 20, често 20, постојано речиси 10. Пазете, 10% од скупниот број на судии, 1/10. Вели, некој министер наместо си ја врши работата или представник на извршната власт, неговата обврска е да врши притисок на судиите. Континуирано, постојано. И верувате дека тој што го прави тој притисок во континуитет на еден судија, сигурно не останал на некој. Некој може би бил помалку храбар, некој бил повеќе храбар, но тоа е фактот во оваа држава. Имаме судски одлуки по нарачка, директно од владата. И тоа го кажуваат самите суди. Половина велат дека често и постојано, 14% и 5% често и постојано велат дека им се случуваат партиите. Повторно ќе кажам, се алудира на партиите представници на власта. Дали знаете дека Судскиот совет, кој што е заложен за независноста на судството, 66% велат дека воопшто не се согласува или не се согласува дека тој истиот Судски совет се грижи за независноста на судството. Речи си 2/3. А во делот, во пракса, дека Судскиот совет е независен орган, 2/3 не веруваат во истото. Суди кои што работат, кои што практично Судскиот совет треба да им биде нивна чадор организација. Во правосудниот систем во кој што ова исто јавно обвинителство треба да постапува. И ќе се чудиме зошто ќе ни испраќаат тимови. Ќе се чудиме како што имавме на сесијата на комисијата на КФБ пред пленарна седница, кај што имаме стотици и стотици примери Државниот завод за ревизија кој што тврдува директни флагрантни кршења, неправилности и нетранспарентно работење. Со 23 предмети поднесени до обвинителството, ние немаме извештај колку е по нив подстапено. Само ланската година. 48% од испитаниците не се согласуваат дека извирот од нивните редови ефер. Од самите суди. Ако некој нешто не му е јасно зошто, треба да се навратиме назад на влијанието, на притисокот, на заканите, на пристрасноста, на сите оние фактори кои што влијаат на таквите избори на членовите на Судскиот совет. И тоа истото се пресликува секаде. Во сите институции, во сите совети, во сите избори, во сите назначувања, во сите унапредувања и што е најтрајшно во сите разрешувања. Затоа имаме постојан тренд надолен, тонеме во однос на перцепцијата на довербата во институциите, тонеме во извештаите, тонеме во очите на нашите партнери од странство, тонеме, што е најстрашно, во очите на граѓаните. И ова се штети кои што не се поправаат преку ноќ. Можеме да наредам и за останатите согледувања од оваа поразителна анкета, но сметам дека најпоразувачкиот факт е овде, што покрај олку детални образлагања, покрај олку дискусии мојата, на моите колеги, на цел ден посветен да се укаже каква грешка се прави, колку лош кадар е ова, колку лошо предложено решение, ние нема да добиеме ниту одговор на она први што прашање со кој што го почнав говорот. Кој ви се јави да назначите? Кој ви се јави за да изберете? Вие не сте тука да одговарате, вие не сте тука да известувате пред народот, вие не сте тука да исполнувате, вие сте тука само да спроведувате истите оние што ги прават нарачките и до Судскиот совет, и до Совет на јавни обвинители, и до оние што ги спроведуваат тендерите, и оние што треба да направат животот половар, а станува фактички секој ден полош.